На самиот почеток ви посакувам среќна нова 2023 година со наискрени желби за успех, здравје и голема надеж да биде подобра од претходната. 2022 беше година на консолидација. Патот кон иднината на автомобилската индустрија цврсто е трасиран со Евро 7 нормите за емисиите на штетни издувни гасови и забраната за продажба на возилата со мотори со внатрешно согорување од 2035 година. Во денешното издание ќе ви прикажеме што не очекува во автомобилската 2023. Воопшто не е изненадување што еден од најочекуваните нови модели воопшто не е електричен. Станува збор за носителот на титулата Best Buy Car of Europe, Renault Austral, која му ја додели најсеопфатното европско жири AutoBest. Неговото појавување е во согласно со најавената ренолуција како замена за успешниот Каджар. Иако цврсто определени за електрификација на гамата, французите моментално ја гледаат својата иднина во хибридизираните бензински мотори со кои ќе се нуди. Купувачите ќе ги освојува и со атлетскиот, софистициран и елегантен дизајн. Неговата заоблена силуета стилски се сопаѓа со силните геометриски линии и структурни детали со кои се истакнува дека е вистинска ризница на нови технологии. За разлика од него, Peugeot 408 ќе добие и целосно електрична верзија, можеби дури и во годинава што следи. Дотогаш овој елегантен автомобил кој е складна мешавина меѓу купе и кросовер ќе се нуди со два бензински и два плагин хибридни погони превземени од помалиот 308. За да се задржи цената во разумни мерки, од него доаѓа и поголем дел од механиката. 408 сепак најавува повеќе отколку што се чини. Не само што е прв ваков модел на Peugeot, барем во современата ера, туку е подготвен да украде многу симпатии на љубителите на марката. Со својот фастбек профил и високо подигнат заден дел, без преседан ги крши сите правила на игра и дефинитивно ќе го привлече вниманието на купувачите, предизвикувајќи ги нивните емоции. Факт е дека 408 ќе смени некои правила во пазарната игра не само кога француските автомобили се во прашање. Со слични амбиции настапува и електричниот 308 кој заедно со низината германска братучетка Opel Astra во летово ќе цели барем на 20% од купувачите. Во своите квалитети ќе ги убедува со погонската група од 156 конски сили и нов пакет 400 волтни батерии ќе му обезбедат автономија од околу 400 км. Сместени се во подот и воопшто не го нарушуваат товарниот простор како на хешбекот, така и на караванот, кој исто така ќе се нуди во електрична верзија. Ќе може да се полнат со струја од 100 киловати, што според инженерите значи дека за една минута ќе се обезбеди поминување на 11 километри. Трансформациите се дел од тактиката за опстанокот на пазарот. Затоа и после повеќе од деценија производство, Fiat Panda ќе започне да му го отстапува своето место на нов модел. Се очекува тој да ги превземе стилските елементи на концептот Centoventi, кој го видовме уште во 2019-та, а механиката од Jeep Avenger, за кој се верува дека ќе стане најпродаван модел на марката во Европа. Затоа ќе се погрижи атрактивниот изглед, кој иако е фамилиарен, сепак му дава собствен карактер. Согласно педигрето на марката, теренскиот имидж е задржан и каросеријата е обработена со заштитни пластики, светлосните групи вовлечени за да бидат помалку изложени на оштетувања, а клиренсот е подигнат на 200 мм. Мултиенергетската платформа ќе го направи привлечен избор за широк круг купувачи, а ќе се произведува во Полска. Светот на возилата се менува со забрзано темпо. Сите производители се трудат да бидат повеќе зелени и ги конвертираат дури и своите иконски модели на струја. Еден од нив е Passat, чиј електричен наследник ќе започне да се продава најпрво во Кина, потоа и во Европа и Америка. Најавен е со концептот ID Aero, кој изгледа прилично добро, иако премногу е сличен на останатата ID гама на Volkswagen. Сепак демонстрира известна надменост која е потребна да го наследи деценискиот владател на класата.
Користена е механика на MEB платформата, растегната на скоро 5 метри, заради што во поглед на батериите и електромоторите не треба да очекуваме нешто драстично ново. Испраќајќи успешната ланска година, Ауди го замени својот прв електричен модел. Неговиот наследник, според новата номенклатура, се вика Q8 e-tron. Се работи всушност за редизајн кој добро му легна, заради што со право се поставува на врвот на електричната понуда на марката, која сега брои вкупно 8 модели. Со користењето токму на оваа ознака, Ауди праќа јасна порака дека Q8 e-tron е врвен производ во конкуренција на се побројната понуда од европските и далеку источните вакви модели. Како и досега, ќе доаѓа во две каросериски варијанти – стандартна кросоверска и поспортска спортбек изведба. Заради новиот изглед на предниот и задниот дел, тие веќе на прв поглед може да се диференцираат од досегашниот e-tron. Може да се изберат 3 изведби на електричниот погон на сите тркала со по 2 или 3 електромотори со максимални меѓу 340 и 503 коњски сили и автономија помеѓу 490 и 600 километри.